Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 10 септември 2014 година, а вие сте заедно со вестите на КТВ. Вардарскиот плански регион е прв регион во земјава кој развива меѓународна соработка. Веќе е подпишан договор за взаемна соработка помеѓу овој регион од Македонија и регионот Голењов од Република Полска. Денеска во Кавадарци гостите беа запознати со се она што се располага оваа општина, а во иднина може да биде предмет на продлабочување на соработката. Општините од Вардарскиот плански регион ќе градат меѓународна соработка во повеќе сегменти со регионот Голењов од Полска. Ова уследи од како на последната седница на Советот на Вардарски плански регион сите градоначалници дадоа поддршка на одлуката за една ваква соработка со регион кој доаѓа од земја членка на Европската унија. Вчера во Велес беше подпишан договор за соработка. Го подпишаа градоначалникот Славчо Чадиев во својство на председател на Советот за развој на Вардарски плански регион Томаш Станиславски, председател на регионот Голењов и неговиот заменик Томаш Кулинич. Со овој договор за соработка двата региона ја утврдија потребата од зајакнување и развивање на пријателски односи и промовирање на партнерства за заедничко разбирање и подобро меѓусебно запознавање меѓу двата народа. Денеска гостите од Полска заедно со председателот на Вардарски плански регион и градоначалникот на Велес Славчо Чадиев беа во посета на Кавадарци. Од градоначалникот Александар Панов беа запознати со она што располага општината во повеќе сегменти, а може да биде предмет на развивање на соработката со Голењов. Чадиев е оптимист дека соработката ќе се продлабочува и ќе биде одлична можност да се црпат нови искуства. Ние пред 10 дена токму во ова општинска зграда во канцеларијата на градоначалникот, кабинетот на градоначалникот, донесовме на Советот на Вардарски плански регионен одлука. Тоа беше одлука за воспоставување соработка со регионот Голењов од Република Полска. По подпишувањето по донесувањето на таа одлука следеше пред 2 дена во Велес подпишување на соработката помеѓу двата региона, Вардарски плански регион и регионот Голењов од Република Полска, со председателот Томаш и со подпредседателот Тонек. Истовремено целата таа делегација ја водиме овие 2 дена во посета на сите 9 општини од Вардарскиот регион. Го представуваме нашиот Вардарски регион пред нашите гости од Република Полска, се со една единствена цел да ги видат нашите можности, да видиме што понатаму би работеле, во кој сегмент би почнале таа соработка, бидејќи ние Велеска општина почна пред 5 години на соработка со еден град од овој регион, тој е градот Новоград, и сега наша цел е како регион да продлабочиме таа соработка. За сега имаме соработка во образованието, токму затоа денеска тука е директорот на вашето техничко училиште од вашиот град, секако со координација со вашиот градоначалник и со координација со сите градоначалници од сите 9 општини. За прв пат еден регион во Република Македонија има официјална соработка со друг регион од Европската унија. Наша цел е силна презентација на Вардарскиот регион со сите предности што ги има Вардарскиот регион од разни дејности, почнувајќи од традиционалното наше што го имаме по вардаријето популарно наречено, па до индустријата, до образованието и пред се главен фокус ни се младите. Токму затоа сме денеска и овдека. Не прими градоначалникот, заедно со председателот ги презентираше предностите и она се што го има Кавадарци, да го понови меѓународната соработка преку призмата на Вардарскиот регион, и ние така ќе настапиме во иднина. Значи, едноставно имаме почеток на меѓународна соработка помеѓу два региона. И градоначалникот на Кавадарци Панов има големи очекувања од оваа соработка. Не само јас, сите градоначалници бевте сведоци дека едногласно донесовме одлука на последната средба состанок на Вардарскиот плански регион, бидејќи навистина ова е за прв пат во Република Македонија еден регион да се спријателува или да гради системски да гради пријателски односи со некој регион или некој севкупност на општини. Во конкретниот случај Полска, која што има малку поинаква територијална организација од Република Македонија, а мислам дека тоа е предноста да она што значи символика кај нас се уште во делот на регионалното поврзување да го дигнеме на повисок степен, да црпиме искуства од регионите во Полска во делот на нивната организација и успешно функционирање, истото да го пренесеме преку председателот на Вардарски плански регион до државните институции за да извлечеме одредени позитивни искуства од нивна страна, и секако она што го спомена председателот на Вардарскиот регион, а тоа е да
првично направиме линк помеѓу учениците кои што треба не само да разменат искуства и знаења во соодветните области во кои што се наобразуваат, туку исто така и да градат еден заеднички европски дух кој што ни следи затоа што се дел од Европската унија. И секако ние како политичари, односно како основа на бизнис секторот, односно како лост на бизнис секторот, да ги гледаме сите можности да насочиме одреден бизнис да се спои, да се продлабочи, да се прошири и така натаму. Взаемната соработка ќе се остварува со вклучување на учесниците од регионот Голењов и Вардарскиот плански регион во процесите на планирање и реализација на заеднички проекти во интерес на граѓаните на двата региона, меѓу кои развивање на институционално партнерство засновано на принципот на реципроцитет во рамките на надлежностите, поттикнување на граѓанската свест за развој на локална демократија, преку реализација на взаемни активности на здруженија на граѓани од двата региона, поддршка на програмите за размена на знаења и искуства на учесници од институциите, деловната заедница и граѓанскиот сектор, охрабрување на меѓународната мобилност на младите во двата региона, заедничко споделување на проекти за поддршка на локалната власт во следните области: институционален развој, младински политики, локален економски развој, политики за заштита и вреднување на културното наследство, животната средина, вреднување на природните ресурси, развој на одржлив туризам, образование, спорт, учество на граѓаните. Председателот на регионот од Полска, Томаш Станиславски, истакна дека ќе ги понудат сите искуства како земја членка на Европската унија и Македонија да ги користи благодетите и побрзо да напредува во влезот кон унијата. Македонија е многу различна. Бевме у неколку општини, видовме како е дека у една е поинаку, друга е поинаку, ама колку крај многу убав и климата е поубава неголи у Полска и сега ќе се гледаме што повише и побрзо па ќе доаѓаме овдека у Македонија. Размената на младите луѓе меѓу Македонија и Полска дека тоа е многу добра работа и таа работа е добра и за една страна и за друга страна и таа соработка да ја прошириме што подлабоко и пошироко колку што можеме. Ние како земја во Европската унија, демек можеме многу да им помогнеме на нашите партнери во Македонија, демек Македонија сега кандидатира за унија до Европска унија и ние знаеме по кој пат како треба да се оди за да што побрзо и што се вика и најубавите работи да ги се искористат. Петтогодишната соработката меѓу Новоград и Велешковата, демек ние сакаме сега, демек затоа го подпишавме договорот о соработката на регионите, регионот Голењов и регионот тука и Вардарскиот регион, и за да можеме сега да пошириме таа соработка и на нивото на администрацијата. За вршење на такси превоз во Велес, секој возач ќе мора да поседува сертификат. Со ова се заоструваат правилата за вршење на дејноста. За добивање на сертификат, такси возачот треба да полага писмен испит. Воведувањето на сертификат е дел од измените во Законот за превоз во патниот сообраќај. Се заоструваат правилата за вршење такси превоз. Во иднина секој возач ќе мора да поседува сертификат. Оваа дозвола ќе ја издава општината во која се врши дејноста. Локалните власти сметаат дека со ова ќе се стави ред во хаосот кој владее во такси сообраќајот. Возачите кои нема да го поседуваат сертификатот ќе бидат казнети. Не може да вози и да врши превоз на автотакси. Сметаме дека многу би придонел. Ќе има сигурно некоја добар резултат. Јавниот повик ние го започнавме да видиме првен бројката на заинтересираност. Сега рокот не го ставивме, да видиме колку се лица заинтересирани, како ќе спроведуваме понатаму обуката. А доколку има потреба, може ќе повикаме уште еден јавен повик. За добивање на сертификатот, такси возачот треба да полага писмен испит. Ќе се одговара на прашања од областите безбедност на сообраќајот на патиштата и превоз на патниците. Проверката на знаењето ќе го прави посебна комисија. Полагањето се врши кај посебно правно лице, кое што исто така општината со посебно формирана комисија ги утврдува условите дали тоа правно лице ги исполнува техничките услови за организирање на испитот. Трошоците се на терет на заинтересираните лица, додека за спроведувањето на обуката за англиски јазик, кој што така е една од задолжителните нова обврска по Законот за патен сообраќај, ќе биде на терет на буџетот на општина Велес.
Воведувањето сертификат за такси возач е дел од измените во Законот за превоз во патниот сообраќај. Тие предвидуваат и задолжително учење на англискиот јазик. Продолжува да расте бројот на заболени овци од болеста син јазик. Во Тиквешијата најкритична е состојбата на висорамнината Витачево и во селото Шешково. Секој ден има нови случаи на заболени овци од болеста син јазик, која е регистрирана речиси во секое стадо во Тиквешијата. Ова денеска ни го потврди државниот ветеринарен инспектор Спасе Донов. По Трстеник и Камендол денеска пристигнуваат пријави на заболени овци од други стада, со што се потврдува веројатноста дека во опасност се околу 5000 овци, колку што има во цела општина Росуман. Ефектите од авионското прскање против комарци изостана или воопшто не се чувствуваат на терен, вели ветеринарниот инспектор, кој им советува на фермерите да се придржуваат на советите од ветеринарните друштва и да продолжат со давање на симптоматска терапија на заболените грла. Управителот на ветеринарната станица во Неготино Горан Рајчевски во својот работен стаж од 22 години не памети вакво масовно заболување на овците од болеста син јазик. Тој моменталната состојба ја карактеризира како многу лоша, бидејќи не престанува да расте бројот на заболени овци. Според Рајчевски, од целата Тиквешија најкритично е во стадата на висорамнината Витачево, а од пред неколку дена и во селото Шешково. Таму смртноста по стадо се движи до 20%. Во општина Неготино, освен во градот, заболени стада има и во Пепелиште, Војшанци и Криволак. Според Горан Рајчевски, од авионското прскање против комарци како главни преносувачи на болеста, син јазик не се почувствуваа ефекти и понатаму фармерите пријавуваат нови случаи на заболени овци и покрај тоа што е завршена дезинсекцијата на трлата. Дополнителен проблем на фармерите се јавува и нештетното отстранување на мртвите грла, кое треба да се прави во специјално ископани јами или пак со спалување на лешевите. Многу често се случува и заболените овци да не можат да се вратат во трлата, па фармерите мора да ги бараат и да ги пренесуваат лешевите до јамите за таа намена. Со формирањето на акционерско друштво за водоснабдување во државна сопственост, земјоделците очекуваат дека наводнувањето ќе биде поефикасно и ќе се подобрат услугите што им се нудат на земјоделците. Со формирањето на акционерското друштво за водоснабдување во државна сопственост, земјоделците очекуваат дека наводнувањето ќе биде поефикасно и ќе се подобрат услугите што им се нудат, со што и приносите ќе бидат поголеми. По денешната јавна расправа организирана од ресорното министерство за предлог законот со кој се предвидува формирање на ново акционерско друштво, председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев изјави дека досега имале голем број проблеми, но со формирањето на новото водостопанско претпријатие тие ќе бидат надминати. Во следните 10 години владата планира да инвестира околу 250 милиони евра за наводнување и затоа е потребно со овие средства да се управува од едно место, бидејќи во спротивно многу тешко тие ќе бидат ефективно употребени. Мора да се знае каде одат тие средства и на кој начин тие ќе се трошат. Мора од едно место да се управува наводнувањето, бидејќи се поголеми проблеми имаме со климатските промени, истакна Шаклев. Според министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, со новото акционерско друштво ќе се создадат подобри услови за најавените обемни инвестиции во водостопанството и ефикасно ќе се задоволат потребите на земјоделците. Водостопанството е една од главните гранки во земјоделството. Без вода нема земјоделие, односно колку има повеќе вода, толку се поголеми приносите. Предлог законот ќе стапи во сила откако ќе заврши јавната расправа и се чекува тој да биде завршен до крајот на годинава, нагласи Цветков. Со новоформираното друштво ќе се централизира управувањето во овој сектор. Постоечките 12 водостопански предпријатија ќе станат негови подружници, а онаму каде што нема формирано вакви предпријатија или пак постоечките слабо работеле ќе бидат формирани нови. Сегашниот систем на водоснабдување опфаќа 12 водостопанства кои покриваат 93.000 хектари површини за наводнување и 90.000 хектари за одводнување. Различностите и толеранцијата се клуч кон општество кон кое се стремат учениците од основното училиште Тоде Хаџитефов во Кавадарци.
Градиме мостови за разбирање и соработка е дел од проектот Градиме мостови на швајцарската амбасада, мисијата на ОПСЕ во Македонија и Министерството за образование и наука, на кој подолг период континуирано работи општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Целта е да се почитуваат различностите, разбирањето и толеранцијата за подобро општество, да се соедини и изедначи етничката припадност, со исто мерило да се гледа кон македонците, албанците, турците, ромите и србите, да се почитува историјата, културата и јазикот. Проектот се работи етапно и дава резултати, потврдуваат од училиштето. Првиот позначаен е соработката со општинското основно училиште Кирил Пејчиновиќ од Теарце, со кое Тоде Хаџитефов имаше доста успешно учество годинава во карневалското дефиле од манифестацијата Тиквешки гроздобер. Секој во знакот на својата припадност и култура ја презентираше јавно својата желба за единство преку поставката Градиме мостови за разбирање и соработка. Од училиштето денес потврдуваат дека на проектот се работи и понатаму, дека размена ќе има, а ќе има и нови заеднички работни иницијативи. Вчера најавивме дека следна ќе биде посетата на ученици од Кавадаречкото училиште во општинското основно училиште Кирил Пејчиновиќ во Теарце во месец октомври, но и тогаш велат одговорните за проектот, посетата ќе се искористи наменски за нови проекти со кои уште посилно ќе се зацврсти заедницата од различностите и соработката помеѓу овие две училишта. Новата театарска зграда во Белецки проработи есенва. Актерите ќе застанат на сцената откако ќе заврши целосната проверка на опремата и нејзините можности. Вратите на новиот Велешки театар ќе се отворат есенва. Директорот на националната установа Јордан Витанов не сака да утврдува рокови. Вели дека актерите ќе застанат на сцената откако ќе заврши целосната проверка на опремата и нејзините можности. Додава дека новата театарска зграда нуди неверојатни услови за сценска изведба и затоа е потребно доволно време актерите и техничкиот персонал да се прилагодат на неа. Ние сакаме многу предпазливо, внимателно и на крајот безбедно да влеземе во новата зграда. Ви имате можност да ја видите, да зградата да има многу комплицирана и софистицирана техника и технологија, која ако не се користи според нормите, прописите, протоколите на производителот, може да дојде, не дај Боже, до проблем. А не кажам до некоја несреќа. Затоа нам во овој момент не ни значи ништо датумот, некој датум, туку ни значи оваа есен. Ние сме подготвени, зградата такуѓаре, што се вели да влеземе подготвени, безбедни. Според директорот Витанов, првата представа во новата театарска зграда треба да се прикаже за околу 2,5 месеци. Инаку Времето утре, во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со услови за дожд и грмежи. Температурата ќе се движи до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 5. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите на КТВ. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер со програмските содржини на КТВ.